Добар ден, ученици! Јас сум Двојаковска Христина, наставник по биологија во основното училиште Димитар Влахов од Штип. Денешната наша содржина е класификација на растенијата, предвидена за учениците од 8 оделение. Кои се целите на часот? Да научиме како се класифицирани растенијата во две големи групи, безсемени и семени растенија. Да научиме кои се представници од безсемените растенија, а кои од семените растенија. Да ја научиме нивната градба, од каде доаѓа таа голема поделба на растителниот свет. Насекаде околу нас има многу растенија кои се разликуваат по нивната големина. Има најразлични видови на тревести, зелести, грмушести растенија, дрвести растенија. Потоа има најразлични растенија со разни видови на цветови, со разни бои, со различна мирисба, цветови со најразлични видови, растенија со најразлични видови на плодови. Потоа има растенија каде што се отровни и целото растение и самиот нивен плод. Но наша цел е да знаеме точно како се поделени и како се класифицирани во овие две големи групи. Оваа класификација или оваа поделба на растенијата е врз основа на тоа со што се размножуваат растенијата. Едни се размножуваат со семка, други се размножуваат без семка. Растенијата кои се размножуваат со семка се наречени семени, а додека другите се наречени безсемени. Растенијата што се размножуваат со семка, во зависност од семката, кај нив дали е заштитена или е гола, тука е направена пак уште една поделба, каде што растенијата се поделени на голосемени и на скриеносемени растенија. Веќе го спомнуваме во внатрешноста на семката има николец во кој што има котиледони, и дали на самиот николец има еден или два котиледона, тие се поделени на монокотиледони и на дикотиледони. Кои се тие безсемени растенија? Во групата на безсемени растенија спаѓаат моловите и папратите. Тие спаѓаат во најстарите и наједноставно изградени растенија. Молови. Моловите се мали зелени растенија кои ги населуваат влажните рабови на шумите. Се размножуваат само во присуство на вода со помош на спори кои се сместени во посебна торбичка на врвот од стебленцето. Моловите немаат вистински органи и ткива. Спомнуваме дека самите молови немаат орган, но растението опстанува, така како функција на корен има мали коренови влакненца во вид на мрежичка, кои што ја примаат водата и минералните материи од самата почва, но тие испуштаат и една коренова киселина, кои што ги раздробуваат карпите и овозможуваат да настане почва која што ќе биде обработлива или почва на која што ќе изникнат или ќе опстанат некои други растенија. Друг представник во групата на безсемени растенија се папратите. Папратите исто така се безсемени растенија, но кај нив се развиени сите вистински ткива и вистински органи, листови, подземно стебло и корен. Се размножуваат со спори кои се насобрани во торбички на опачината на листот. Семени растенија. Семените растенија се најсложено изградени растенија, бидејќи се нарекуваат семени, се размножуваат со семка во која се наоѓа николец. Според тоа,
Дали семката е гола или се наоѓа во заштитен плод, семените растенија се поделени во две големи групи, и тоа на голосемени и на скриено семени растенија. Голосемени растенија уште се нарекуваат иглолисни растенија. Најголемата група на голосемените растенија се иглолисните растенија. Вака се наречени според листовите, зашто се во вид на иглички. Овие растенија се размножуваат со помош на ситни машки шишарки и покрупни дрвенасти женски шишарки. Кај овие растенија семката е откриена, гола, тоест не е заштитена со плод. Представници на голосемени растенија се бор, кедар, ела и смрека. Но ние можеме да спомнеме мориката или панчикевата оморика, кој е ендемичен вид кај нас во Македонија на планината Пелистер. Скриено семени растенија. Скриено семените растенија семката е заштитена со плод. Тие се многу разновидни и многубројни. Во оваа група има над 250.000 видови растенија. Скриено семените растенија се подобро приспособени на променливите услови во средината од голосемените растенија. Скриено семените растенија се групирани во две групи: монокотиледони и дикотиледони. Тука има представници од скриено семени растенија. Има темјанушка, има орхидеја, лилјани и дамб. Ние кога ги гледаме растенијата, има тука и монокотиледони и дикотиледони. Но да знаеме дали се во едната или во другата група, ние треба да ги знаеме 5 основни карактеристики по кои што се разликуваат монокотиледоните од дикотиледоните. Првата карактеристика е тоа што во семката на монокотиледонот има никулец со еден котиледон, а додека во внатрешноста на семката на дикотиледонот има никулец со 2 котиледона. Кај листот од монокотилните растенија жилите се паралелни или уште нарекуваме паралелна нерватура на листот, а додека кај дикотиледоните жилите се мрежести или нарекуваме жилеста нерватура на листот. Во однос на спроводните снопчиња, кои што се наоѓаат во самото стебло, или се забележува дека кај монокотилните растенија спроводните снопчиња се расфрлани, додека кај дикотилните растенија спроводните снопчиња се во колатерални или концентрични кругови. Може се запрашаме зошто се така, и по прв поглед кај монокотилните растенија тоа се пред се житните растенија или едногодишни растенија, кај кои самото стебло не расте во дебелина, а додека кај дикотилните растенија, бидејќи тоа се претежно дрвенасти, грмушести растенија, и кај нив стеблото расте во дебелина, и кога ќе се пресече самото стебло, врз основа на тие концентрични или колатерални кругови каде што се наоѓаат спроводните снопчиња, можеме да видиме колку е старо самото растение, колку концентрични кругови има, толку години, толку е старо самото растение. Четвртата карактеристика е врз основа на самиот корен. Коренот кај монокотиледоните нема главен корен, значи сите коренчиња се исти по големина, и тука има жилес или го нарекуваме како брадес корен, а додека коренот кај дикотилните растенија, тоа се претежно корени кај некои дрвенасти растенија кои растат во длабочина и доаѓа до разгранување на самиот корен. И тука коренот има осков и странични коренчиња, каде што расте во длабочина и
самите коренчиња се распространуваат за да може да примат поголема количина на вода и минерални материи од самата почва. Петата карактеристика е врз основа на самата бројот на венечните ливчиња на самиот цвет. Знаеме дека обоените делови на самиот цвет се нарекуваат венечни ливчиња, тоа е трочлен, додека кај дикотилните е петочлен. Кои се тие монокотиледони? Монокотиледоните ја образуваат втората најголема класа на скриеносемени растенија. Монокотиледоните се групирани во голема група и ги има над 50.000 видови на растенија, додека има 22.800 родови, а додека има 60 фамилии. Со монокотиледоните се исхрануваат луѓето, домашните животни, затоа тие се богати со шеќери и со скроп. Тука имаме представници од монокотиледони, кромит, кокиче и лале, исто и представници на монокотиледони прецецветни растенија, тоа е перуниката, момина солза, зумбул и нарцис. Дикотиледони. Дикотиледоните или магнолиопсидите се класа на скриеносемени цветни растенија. Дикотиледоните се карактеризираат по присуство на два зароднишни листови или уште котиледони во ембрионот. Во дикотиледоните спаѓаат најубавите цветни растенија, меѓу кои има и зелјасти, грмушести и дрвја. Тука има црешата, има кактус, потоа круша, јасика, праска, бела рада, чи има многу представници од самата група на дикотилни растенија. Ученици, со ова научивме како се класифицираат растенијата и каква е нивната поделба.